Јас сум Лидија Димковска од Македонија, живеам во Словенија. Насловот на мојот роман е Резервен живот. Приказната во романот Резервен живот се случува од 1984 до 2012 година и го опфаќа животот на сијамските близначки Сребра и Злата, кои што имаат споени глави и нивната желба секако да се разделат и да започнат да живеат свој живот. Нивната приказна се совпаѓа секако со сите настани што се случуваат во тој период, не само во бивша Југославија, туку и воопшто во Европа и во светот. Сите разделби, сите трагедии што се случија поминуваат секако низ перото на нараторката Злата, која го опишува тој период и се што им се случи на нив како на сестри, но и на човештвото како такво. Оваа награда е навистина голема и многу сум благодарна што ја добив. Особено ме радува што ќе му отвори на романот пат до некои нови читатели, до некои нови луѓе, бидејќи македонската литература не е многу позната во светот и овие награди што се доделуваат на ваков начин секако го отвораат патот на така наречените мали литератури напишани на јазици кои што се зборуваат само од одреден круг луѓе, а не постојат мали литератури и мали јазици, бидејќи секоја литература заслужува се што е најдобро за неа. Јас пишувам поезија од мала, а романи почнав да пишувам кога стана возрасна. Поезијата и прозата за мене се всушност две страни на еден ист мост, а под мостот тече реката која што се вика живот. Оваа празнина меѓу двата романа настана бидејќи во меѓувреме пишував само поезија, преведував многу книги од многу автори и секако се подготвував на некој начин да напишам уште еден роман. Мислам дека меѓу два романа и треба да има некаква празнина, бидејќи тоа не е таква празна празнина, туку полна празнина. Тоа е животот кој што тече, кој што ни дава искуства и потоа ни дава и волја и моќ да напишеме нов роман. Кога го пишував романот, темата се наметна сама и едноставно кога длабев низ романот, се пишуваше на некој начин приказната сама и не можеше да не опфати еден цел живот, еден цел период од времето на бивша Југославија, бидејќи дејството се совпаѓа со многу историски настани кои што не се случија само во Југославија, туку и воопшто во Европа и во светот. Паднаа многу ѕидови, но се изградија и нови. И затоа приказната за Сребра и Злата, која што е многу лична, многу интимна приказна, исто така и љубовна приказна, бидејќи во нивниот живот настапуваат и мажи кои што се важни за нив, се совпаѓа со времето во кое што многу луѓе изгубија многу од својот идентитет. Меѓутоа добија и некој нов идентитет. Секако ниту една разделба не е без жртви. Значи во мојот роман има жртви, за жал. После секоја војна настануваат жртви, но и при секоја разделба исто така. Така што јас не сметам дека романот е амбициозен, туку дека приказната е животна приказна која што пак и не може да остане настрана од она што се случува во светот. Секако, животот на Злата и Сребра, како и нивната разделба, која секако имаше смртна жртва, несомнено се совпаѓа со периодот кога републиките во Југославија се разделија. И, како што сите знаеме, се разделија на многу грд лош начин, особено што се однесува до Босна и Херцеговина. Значи, тој период на крвопроливање во Југославија се совпаѓа со животот на две обични девојки, кои што се необични само поради тоа што имаат споени глави. Секако дека таа разделба е метафора на сето она што се случи во Југославија, бидејќи јас како автор припаѓам на таа изгубена генерација, особено на момчиња кои што заминаа на тие бојни полишта во бивша Југославија и многумина од нив го загубија животот, но не само животот, ги загубија и своите секако идеали, желби и така натаму. Така што јас зборувам за таа моја изгубена генерација родена во 70-тите години, која што не помина само време на промери во сопствениот личен живот, туку и на повисоко некое ниво на историско, политичко и на некое светско рамниште на кое што се случија многу трагедии.